Од председател на Црвениот крст на Република Македонија. Може. Почитуван генерален секретар на Црвениот крст на Република Македонија. Почитуван секретар на Црвен крст на град Скопје, представници од Комерцијална банка АД Скопје, представници од нивните центри, значи аплаузот може да трае, па тоа не е ништо тешко. Волонтери, сега најмногот аплауз. Пријатели на Црвениот крст. Јас си посакам еднаш добар ден и добар ден, да ви го направам тоа уште еднаш и да ви потсетам на нешто што вие многу подобро го знаете од мене, дека денес е 8 мај, светскиот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина, и сега најголем аплауз и од оние кои што не се Почитуван генерален директор на Македонски пошти и останати директори на Македонски пошти, почитуван генерален секретар на Црвениот крст на Република Македонија, почитуван секретар на град Скопје, почитувани волонтери, поддржувачи на Црвениот крст на Република Македонија, почитувани дами и господа. Секоја година на 8 мај, светскиот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина, со должна почит се потсетуваме на придонесот и постигнувањето на повеќе од 14 милиони вработени и волонтери во меѓународното движење на Црвениот крст и црвената полумесечина на целиот свет, кои имаат за цел да ги мотивираат и постават луѓето во центарот на хуманитарната акција. Како и во светот, така и во Европа, кризите и катастрофите се посложени, а хуманитарните потреби се поголеми. Исклучително сложената динамика на природните катастрофи, нестабилната политичка состојба и масовното движење на населението од местата зафатени со војни ни укажува на тоа дека посветената работа на вработените и волонтерите од Црвениот крст и црвената полумесечина е нужна, потребна и поважна од било кога. Од Сирија до Сомалија и од Непал до Нигерија, секојдневно сме сведоци на храброста на нашите колеги, кои често ги ставаат своите животи во опасност за да помогнат на луѓето на кои помошта им е потребна, понекогаш дури жртвувајќи го сопствениот живот во извршување на хуманитарните должности. Волонтерите на движењето се насекаде низ светот и во служба на секого, обезбедувајќи основни хуманитарни потреби за најранливите групи на население. Годни сме на нивната работа и на тоа што го прилагодуваат својот живот на хуманитарните потреби, често пати под тешки и опасни околности. На светскиот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина сакам да ја искажам нашата благодарност за нивната работа и нашата благодарност за нивната служба. Уште со првите хуманистички чекори на нашиот основач Анри Динан, историјата на меѓународното движење на Црвениот крст и црвената полумесечина е градена врз принципите на партнерство. Сериозните хуманитарни состојби и потребите со кои се соочува денешниот свет не може да бидат решени само од една организација. Тие треба да бидат помогнати и решавани од луѓе и фирми кои ги здружиле своите сили, а се поттикнати од страста да ги олеснат човековите страдања. Во подрачјата каде постои хуманитарна криза, сите ние треба да сме свесни и спремни да понудиме помош, да ги разбереме потребите и да изнајдеме креативни и иновативни начини за да допреме до ние поединци или групи на кои таа им е потребна за да им помогнеме во борбата со предизвиците. Свесни за тоа, Црвениот крст на Република Македонија и понатаму продолжува со своите активности за поттикнување на јавната свест и корпоративната општествена одговорност. Нашите вработени денес вредно работејќи осмислуваат идеи и наоѓаат решенија за да ги задоволат различните потреби на ранливите поединци или групи, каде и да се, кои да се и што и да им е потребно. Волонтерите на Црвениот крст, во вистинска смисла на зборот, се втемелени во локалната заедница, тие таму живеат, таму работат и ги разбираат потребите, јазикот и културата на заедницата и воедно се најдобри во реализација на решенијата, секако со целата поддршка на Црвениот крст на Република Македонија. Почитувани присутни, драги пријатели, во името на волонтерите и вработените на Црвениот крст на Република Македонија,
Би сакал да ви се заблагодарам за вашиот придонес и поддршка во развојот на оваа комунитарна светска организација. Воедно ве поканувам да ја проследиме играта Бочии, со која во периодот кој следува започнува неделата на Црвениот крст на Република Македонија со голем број на хуманитарни активности под мотото Секаде за секого во чест на 8 мај. Честит 8 мај, светски ден на Црвениот крст и Црвената полумесечна. Главниот одбор на АД Македонска пошта, господинот Хадис Реджеп. Повелете. Благодариме. Почитуван председател на Црвениот крст на Република Македонија господин Ромел Валев, почитуван генерален секретар на Црвениот крст на Република Македонија господин Саид Саити, почитувани присутни волонтери, филателисти, учесници од средните училишта, професори, почитувани колеги од Македонска пошта. Чест ми е денеска, во моje лично име и во име на вработените на Македонска пошта, да ви го честитам 8 мај, светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Хуманоста и солидарноста не познават граници, тие се универзални. Да се пружи тоа што некому му е непотребно во вистинско време и на вистински начин. Синоним за тоа несомнено се Црвениот крст и Црвената полумесечина. Секој од нас, како индивидуа или институција, треба да биде исправен пред предизвиците кои барат солидарност и хуманост кон оние на кои најмногу им е потребно. Сите заедно, полесно ќе шириме насмевка секаде и за секого. Некој за тоа има потреба, некој со нетрпение тоа го чека. Во секого постои хуманост, во секого постои солидарност, да изнајдеме начин тоа постојано да го одржиме разбудено во нас и во тие околу нас. Некогаш е доволен и само еден збор. Ари Динан во 1859 година тоа го направи со зборовите "Туто фрателе, сите сме браќа". Почитувано раководство на Црвениот крст на Република Македонија. Македонска пошта со своите капацитети и понатаму ќе стои покрај вас за поддржување на вашите хуманитарни активности. Издавањето на доплатната поштенска марка и прогласувањето на неделата на Црвениот крст на Република Македонија од 8 до 15 мај нека биде поттик за будење на хуманоста кај сите нас. Средствата од продажбата на доплатната поштенска марка во над 320 единици на поштенска мрежа се наменети за Црвениот крст на Република Македонија. Поштенската марка е издадена со вредност од 9 денари во тираж. Во рамки на проектот за социализација на деца и млади со посебни потреби, поддржан од Комерцијална банка АД Скопје, денес реализиран ќе биде и параолимписката игра Бочија, која што ја спомена и председателот пред малку, наменета за лица со посебни потреби. Како учесници ќе се вклучат лицата од дневните центри за лица со посебни потреби од, ајде сега аплауз, Скопје, Велес, Кавадарци, Беба, Делчево, Кичево, Гостивар и Прилеп. Секоја чест на оваа можност да им се каже и добројоде на оние кои што патуваа са Бајра, што су балунирани. Мало вклучување од вас. Песнава е многу позната. Ке сакате да ни помогнете? Ајде. Мама, погласно, ајде. Telling you my love, you watch me till I can't breathe, shaking, falling on my knees, and now that I'm without your kisses, I've been needing stitches, tripping over myself, I'm begging you to come back, and now baby, come on. Come on, baby, allow me to shape up. Allow me to shape for you. I'm push and pull like a man I do. My heart is for you too. I'm in
with your body.